Слушај ваму. Поздрав прво до оние што ја следат мојава подкаст, видеоколумна на Република за Република која ја правам. Една техничка замерка, тоа се однесува на шпицата. Дај, молим те, смени и така натаму. Намерно ја направив, бидејќи има така абориджински призвук, примитивно, знаеш, кога сме се бркале со животните да преживееме во џунглите по тие опасни места. Да, ја можам нешто да ги замолам моите пријатели да направам нешто оригинално, симфониски оркестри. Мене ќе ме личи ли нешто такво? Ај ќе видам, нешто можеби после Нова година, иако ја сакам ја оваа шпица, и не знам кој ни автор неизин, треба да проверам. Ја најдов како фриуер, ама ми се допадна онака трайбал, исконско и така натаму. Океј, драги мои, тоа нешто ќе направам да ви биде попријатно, сепак на крајот на криштата. Ова не го правам од некој личен хир, иако од својот печат ја нема да бегам, но ете ќе се потрудам да ви биде секој сегмент поинтересен и позабавен. Втора грешка и второ извинување мое до вас, драги мои пријатели и пријателки, е мојата претходна колумна Коде мајке, ние сме од Западна Македонија. Коде си, ете и сме. Каде што зборев за некаков рекапитулар што се случуваше во 2024. Каков кикс, умеѓу време милиарда работи се случија. Иако се фокусирам во оваа видеоколумна на домашните случувања, во светот не можеше да се занемари 1.300.000 случаи кои се исподесија за една недела. Ја не знам дали имам и време да сето тоа го прегледам. Еве само на брзинка ќе кажем. Се уште е мутна работата со се она што надлетуваше над Њу Џерси, се појави над Рамштен, Германија, и се појави во Велика Британија, Обединетото кралство. Тоа се некои светлечки појави. Новиот председател, па и вклучително заедно со својата екипа како Елон Маск, едноставно го негира, дури вика: соборете ги бе, соборете ги ако мислите. Повеќето од извештаите говорат дека се работи за дронови. Ја викам, камо да беа НЛО. Да, они се НЛО, бидејќи НЛО значи неидентификуван летечки објект. Објект кој лета и не е идентификуван. Тоа не значи дека е елиен, туку е неидентификуван. Ако е од доле некој пратен и така натаму, симнете го. Ми беше многу чудно затоа што ако побарате малце по YouTube, такви пушки за симнување на дронови има насекаде, и полицијата ги користи, и војската, армијата, специјалните служби. Кога ќе речам пушки, тоа е условно. Она не пука ништо, туку праќа моќна фреквенција и ги кочи сите функции на дронот и го спушта доле. Значи го и тоа е одамна измислен. Зошто ние да не фатија? Тоа беше навистина вака впечатливо и интересно. Но може да се забележи дека во последно време, како доаѓа до промена на власта, се случуваат се повеќе и повеќе некои сулуди работи кои дефокусираат. Буквално дефокусираат. Ама дефокусирањето кога иде со дронови е во ред. Ама кога улетуваат автомобили во толпа пред Божик, што е пораката, луѓе? Што е пораката? Живејте во страв. Дали сваќате дека овие 7-8 години кои ги имавме со претходнава наша власт и со белосветскава власт која е класична, со росписка гарнитура и во Америка и во Европа, која ни предизвика милион конфликти во светот, едноставно главната порака е држи го светот во страв.
Пушти мигранти, тепаат, силуваат, никој не ги осудува. Започни воен конфликт во Блискиот Исток, Иран, Сирија, Украина. Луѓе ќе се плашат за своите животи, ако не се плашат за здравието и за вакцини. Она што во Америка сега се случува е да се протнат безброј регулативи и закони кои тешко ќе можат да се регулираат, а кои ќе овозможат огромно потрошување, огромно сиромашување на државата, и тоа не име ни в целта да ја уништат Америка, туку народот да биде во беда. Бидејќи се раѓаш, имаш долг. Почнеш да работиш, плаќаш данок. Па купуваш нешто, плаќаш данок. Па заработуваш нешто, плаќаш данок, па идеш негде, па плаќаш данок, данок. И кај идат тие пари? Идат на војна, идат на лубриканти. Зборам и за кај нас, ако зборам за други земји. Идат за лубриканти, идат за нонсенс работи, а најмалку идат за образование, здравство и народов да има малку повеќе пари за собствено добро, да му е подобро. Народот во Македонија тоа го препозна, дури и пред американците. Некако ние предничиме. Знаете зашто предничиме? Затоа што ние први го јадеме од длабоката држава, то поточно од Сорос, претходно беше Џорџо, сега е Алек, кој истата работа ја имаат. Тоа се луѓе кои богатството го стекнале со берзански шпекулации, тоа е легитимна работа, но такво богатство да го стекнеш, а да немаш инсайдерски податоци од сериозни држави, за да ти овозможат дури и рушење на валути како рублјата, фунтата и така натаму, тоа е веќе многу сомнително. Не може тоа да му се фати ни за глава, ни за опаш, но може да му се скинат крилата како што сега им се кинат. И гледате сега во оваа паника на примопредавање на власта се даваат огромни пари за забовтување на војната состојба. Во овој момент се дадоа 570 милиона на Тајван. Се дадоа огромни пари, 40 милиарди на Украина. Се дозволи на Украина да фрла ракети врз Москва. Се дозволи со дронови каде што длабоко во руската држава почнаа да бомбардираат згради. Значи, се прави да се ескалира конфликтот. Зошто? Затоа што во мирно добски услови ќе излезат на виделина сите оние Хантер Бајден перења пари, Пав Диди, Епштајн, но ова е само перверзијата која си ја живееле во раскошноста на собственото битисување наспроти огромните пари за вооружување, за подкупување, и затоа и Германија во паника и германската влада, затоа е во паника сите влади наместени токму од оваа длабока држава. Кај нас ситуацијата е мирна, мислам дека као да кренаа раце. Но нашиве, што дојдоа на власт, не се глупи. Они знаат дека големо шифтање на националниот интерес надвор, иако НАТО ќе се заклати страшно со нова гарнитура, затоа што Америка рече, ние тие пари нема да ви ги плаќаме. Сакате НАТО вака да ви биде и натаму, иако да, ќе си плаќате. Знаете ли дека повеќето од државите и не плаќаат во НАТО и за НАТО? Зошто да плаќаат? Кој има будала кој да плаќа? Но работите ќе се сменат и тоа многу брго. Нашиве играат паметно, бидејќи мала земја како што сме ние, која е буквално на стаклени нозе од X причини, многу е важно да не боцка во око, дури за најбитни работи. Значи, играње на долг рок, играње паметно, знаеш како во филмот Дина, идеш со некој беззначаен чекор низ пустината, за да не предизвикаш огромниот црв да дојде од пустината. Кој го гледа филмот знае, кој ја читал книгата, ежење. Но, најдобрата работа при крајот на годинава е последната анкета која ги покажува рейтинзите на политичарите. Да ви ги читам и да ви ги кажувам, ги знаете и самите. Ако ги читувам, кажу, ти Јанко збориш вака така навивачки за едниот и за другиот. Како можам ја да сум навивачки кога стои дека разликата помеѓу лидерот на СДСМ и на ДУИ заедно
Значи, нивните рейтинг бројки заедно не се ни четвртина колку е лидерот на ВМРО ДПМН. И гледате каква е пародија на судбината. Гледате како Deus ex machina, гледате како форс межур делува. Го исмевавте, пардон. Се оградувам. Ваков е, таков е, слабак е, нема карактер, нема ова, нема он. Зошто? Затоа што не беше популист, не урлаше, не збореше она што сака народот да го чуе, туку она што сака он да го направи. Не беше сигурен лидерот и неговите соработници дали ќе добијат власт. Никој не им ја вети. До пред година дена, ама никакви симпатии у ниједна амбасада, ниједна меѓународна, и тераа сами. Ја сум го закачал Мицкоски лично кај мене во емисија, му викам, какво е расположението на меѓународната? Што ми интересира, ми викам. Ја бев убеден дека без меѓународна не можеш да добиеш власт. Ја доби. Како ја доби власта? Како утврдија? Како амбасадите утврдија и увидоа дека ние до овде од претходните, од нивните намесници и дека сакаме со овие да си имаме работа, они ја сменија песната. Не Мицковски и ВМРО ДПМН. Они ја сменија песната. Патриотите од СДСМ излегоа, направија партија и се приклучија на оваа власт. Мојата теза дека не секоја партија е антимакедонска и така натаму. Не. Има луѓе кои тераат така, тераат криминално, има луѓе кои сакаат да направат нешто и да им остане чист образот. Со овие ќе може да се направи. Со оваа коалиција. И погледнете ги само колку дури мене ми беа загрижувачки заканите на ДУИ, затоа што нема представа колку се моćни на терен и дали македонската држава има сила да одговори на таква закана. Не само што Македонија има сила. И таа не е сила само олицетворена преку министерот за внатрешни работи и премиерот. Туку и ние граѓаните, туку и самата институција, па дури и едноставно и меѓународната рече, не, 2 децении ви дадовме да правите што сакате. Не вртете телефон кај нас. Си идеа по други земји, дали може да се нешто, нели, пак ескалација 2001. Не. Дечки, фала, доста беше. Имаме добра основа, може би не е идеална и не е идеална за никого. И за нив, и за нас, и за било кој живее во Македонија, затоа што во Македонија е страшно, една од најсиромашните земји во Европа. Најтежок живот. И тоа ни е работата, а не популизам и национализам. Така што ја воопшто не се насекирав кога министерката за образование го повлече предлогот за пеење на химната во основните училишта. И сега овие што се анти оваа власт, предавници, ова, она. А што? Кога се пеела, бе? Па у моје време не ја пеевме химната ни на Југославија. Не викам дека не треба, би било убаво. Океј, повеќе проблем ќе наброи. Батали го, дај друг пат ќе го решаваме тој проблем. Имаме учебници, имаме. Па затоа вика, затоа што имаме учебници, прв пат имаме учебници. Затоа што прв пат не се краде. Затоа што се што се правеше и беше заглавено и во корупција, тргна се прави. Абе, код се приберете го, бе, пратете го на бања човекон, ке одземне у 4 сабајле у најладното иде, дизелот го загрева пред да почнат машините. Не остави еден слободен ден луѓено и во најладно, не вика, имаме адитиви, ке асфалтираме што сака нека биде. Не ли ви збори тоа нешто, бе? Не ли ви кажува дека некој решил, можел само да работи, решил да работи по законот, да не работи криминално. Замислете каква промена е. Мене ми иде да ве земам сите народи и да идеме колективно да се самоутепаме. Зар ова ли ни требаше? Некој да работи по закон, да не краде, да не лаже
и да си работи по закон. И гледај како брзо се нормализираат работите. Гледај колку малку треба. Гледај колку малку треба. Истото колку малку треба дома кај нас, со себе лично, со работата, со фирмата, со семејството, со државата. Затоа очекувам 2025 да биде уште подобра, а уште повеќе очекувам дека кога ќе се преземе власта, затоа што нема да биде овој пат Доналд Трамп, туку ќе биде со една страшна екипа, со еден од најголемите гениалци на нашиот век, Елон Маск, кој ќе ја спроведат агендата ДОГЕ, или Department of Government Efficiency, и се што е вишок, и се што непотребно троши државата, да се скрати, како што го направи и Аргентина. И тогаш подобар живот за сите. Стискам заби за такво нешто и ќе истрпам, нека ми е полошо, ако сум убеден, ако чувствувам дека на моите внуци ќе им биде подобро. Тоа е борба за Македонија. Сега на стари години чувствувам како се чувствувале нашите борци револуционери. Знаел дека нема да дочека подобро живот. Знаел дека нема да дочека подобро утре. Знаел дека нема да има подобро здравје, ама знаел дека тоа го прави за едни генерации, го прават. Станавме премногу себични. Ајде, ќе биде добро. Абе, не сум бил поголем оптимиста, не памтам од кога. Слушај, ваму.